Почитувани, од 2000 година наваму, македонската економија била 3 пати во рецесија. Во сите 3 случаи на власт била ВМРО-ДПМН, а задолжен за економијата бил Груевски, еднаш како министер за финансии, а 2 пати како премиер. Значи, рецесиите се обележје на ВМРО-ДПМН и на Груевски. Затоа, никој не е изненаден од вчерашниот податок на Државниот завод за статистика дека повторно сме во рецесија. СДСМ за тоа зборуваше со месеци. Кога минатата година владата на премиерот Груевски гордо и самоуверено им раскажуваше приказни на граѓаните дека македонската економија годинава ќе има раст од дури 4,5%, ние рековме дека тоа нема да се случи. Кога владата со ребалансот ја намали проекцијата од 4,5 на 2,5%, рековме дека и тоа нема да се случи. За да се оствари ова предвидување на владата, до крајот на годинава македонската економија треба да има раст од цели 6%, ама на сите ни е јасно дека тоа нема да се случи. Значи, работите повторно, по кој знае кој пат, дојдоа на она што го зборуваше СДСМ. И логично е што веќе никој не верува на владата кога зборува за економијата. Знаат во ВМРО-ДПМН колку многу ја утнаа работата. Затоа вчера не излезе премиерот или некој од економските министри пред камери да ја коментира рецесијата. Срамиме, па низ вода го пуштија Илија Димовски. Се сеќаваме кога премиерот Груевски се фалеше и кажуваше на јавноста на кое место била македонската економија според резултатите. Сега никаде го нема, а еве и зошто. Според официјалните податоци, Европската Унија не е во рецесија. Германија, нашиот најголем трговски партнер, каде што одат речиси 30% од се што продаваме во странство, исто така не е во рецесија. Во последните 6 месеци Германија има економски раст. Во второто тримесечје од годинава, 15 земји од Европската Унија имаат подобар економски резултат од Македонија. Ете затоа премиерот Груевски молчи. Почитувани, случувањата во македонската економија се сериозно лоши и опасни. Она што загрижува е дека падот во периодот април-јуни годинава не се должи на проблемите на една гранка или еден сектор, туку тоа е широко распространет пад низ целата македонска економија. Пад има во индустријата, но и во градежништвото. Пад има во трговијата, но и во сообраќајот. Меѓутоа, она што најмногу загрижува е фактот дека и покрај сите укажувања за тоа што ќе се случува во македонската економија и покрај сите неповолни случувања, владата на премиерот Груевски не промени ништо во своето однесување. Таа продолжи расипнички непродуктивно да троши и да ги задолжува граѓаните. Кога секое семејство во Република Македонија сега, во услови на економски проблеми, поскапувања, неизвестност, ги крати сите непотребни трошења, се однесува рационално, внимава на секој денар, зошто тоа што важи за секое семејство не важи за владата на премиерот Груевски? Зошто семејствата се стегаат, а владата се луксузира? Затоа што владата го изгуби контактот со реалноста, таа живее во некој свој свет, далеко од граѓаните, и таа не се грижи за народот, туку само за своите партиски интереси. Наспроти тоа, од почетокот на годината СДСМ понуди 37 реални, конкретни, остварливи мерки за полесно да се преживее 2012 година, како за граѓаните, така и за фирмите. Владата не реализираше ништо од тоа. Таа покажа невидена тврдоглавост која оди на штета на сите во земјава. Таа не најде начин да се раздолжи кон фирмите за производите и услугите кои ги користела, а не ги платила. Таа не најде начин да им даде ваучер од 2000 денари на семејствата во кои никој не работи, за да купуваат македонски прехранбени производи. Без оглед на се, ние ќе продолжиме да ја притискаме владата да го коригира своето лошо однесување, до моментот кога се тоа што сега се случува ќе се промени од корен. Благодарам.